Благодарам. Прво нека се подели листинг на пријавени пратеници за збор. Прв добива збор овластениот представник господин Никола Маријанчев. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, наредните три точки, поднесени од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, покрај Законот за трговските друштва, Законот за банките и Законот за хартија од вредност, третира една иста проблематика, а се однесува на барањето од нашата пратеничка група од моментот на донесување на закон да во Република Македонија бидат познати сите иматели на акции во банки, во акционерски друштва и во други стопански субјекти каде што има такви харти од вредност и под 5%. Значи, постојното законско решение во Република Македонија наведува обврска да бидат јавно познати сите иматели на акции чијшто процент е над 5%. Ние со овој закон, Законот за трговски друштва, бараме да се направи измена во законот и да бидат познати и имателите на акции чијшто процент е под 5%. Тоа го бараме од неколку причини. Првата причина е максимално да се зголеми транспарентноста во работењето на трговските друштва. Втората причина е тоа што тоа го сметаме како еден чекор напред во обезбедување на функционална пазарна економија во Република Македонија, нешто што и еврокомесарот при неодамнешната посета на Република Македонија Штефан Филе го побара од нашиот премиер Никола Груевски. Трета работа, зошто бараме да се познати акционерите кои што поседуваат акции под 5% и тоа што сметаме дека ќе направиме еден чекор напред во спречувањето на можностите за корупција и за мито во Република Македонија. Имено, почитувани колеги пратеноци, ние сме сведоци дека Република Македонија е за жал рекордер по давање на мито. И според податоците на Државниот завод за статистика, граѓаните и фирмите во Македонија плаќаат најголемо мито во целиот регион, кој на годишно ниво достигнува 1 милиарда евра. Значи, ние годишно граѓаните и фирмите даваат 1 милиарда евра за мито и тоа според податоците на Државниот завод за статистика. Тоа е форма на мито или на корупција. За жал, ние цениме дека се изнаоѓа нов начин и метод кој што преку поседувањето на удели во одредени трговски друштва чијсто процент е под 5% придонесува да се прават екстра профити без при тоа да се знае кои се имателите на тие акции чијсто вредност е под 5%. Имено, ако ја отворите веб страната на Државната комисија за спречување на корупцијата, ние ќе видиме дека многу наши колеги или некои од нашите колеги имаат запишано во своите анкетни листови дека поседуваат харти од вредност. Меѓутоа, во тој податок само ќе ја видите вредноста на хартиите, меѓутоа нема да видите во која фирма се и колку е тој процент од вкупната главнина на друштвото. Дали е 5, дали е под 5, дали е 10%, дали е 15% и не можете да направите, што е најбитно, реална процена дали тие харти од вредност и нивната пријавена номинална вредност во анкетниот лист е реална. И затоа може да се случи да некој носител на функција, тука зборувам за сите избрани и именувани лица во Република Македонија, кои што поседуваат акции под 5%, а не се познати на јавноста, да
користејќи ја функцијата што ја имаат, дали е тоа министер, пратеник, советник, градоначалник, судија, не знам, член на некој управен одбор, и користејќи ја функцијата и позицијата што ја имаат, да влијаат да фирмата во која што имаат акции или хартии од вредност добива тендери на државни јавни огласи. Или да влијаат да се склучуваат анекси на договори со кои што првичната вредност на договорените работи во тендерот ќе се зголеми за многу повеќе од тоа што првично било договорено. И затоа објавувањето целосно на сите иматели на акции кои што имаат и 5% е токму во таа насока. Прво, да бидат јавно обзнанени сите кои што имаат хартија од вредност под 5% и да видиме кои се тие компании и колкав е тој удел. Понатака се случува во пракса да исто така избраните именуваните лица, и ако имаат повеќе од 5% акции во некоја компанија, истите да ги распределат на своите најблиски, сопруга, деца и така натака, повторно да дојдат под 5% и да бидат непознати за јавност. Ние не алудираме дека имаме реални докази или таков случај во Република Македонија. Меѓутоа, сакаме тоа да биде транспарентно. Разгледувајќи ги имотните листови на голем дел од колегите пратеници, пријавени, повторно ќе кажам, на официјалната веб страна на Државната комисија за спречување на корупција, станува јасно дека наши колеги или други избрани именувани лица поседуваат такви акции. И сакаме најтранспарентно да го отвориме тоа прашање и да видиме кај се акциите, во колкав процент се и како тие компании работат од кога тој функционер, избран или именуван, има акции во таа компанија и е дел од власта, дали ги користи своите привилегии да влијае таа компанија подобро да стопанисува и да добива повеќе работа, да остварува повеќе профит и на тој начин тој да зима повеќе дивиденд. Една од причините е тие. И сега, ако сакаме во Република Македонија да имаме транспарентност, поготово кога да ги затвориме можностите за сите оние видувања на граѓаните дека политичарите или функционерите се луѓе кои што можеби прават нечестни работи, еве еден мал чекор во насока на тоа да се спречи и во овој дел да има било какви сомневања. Јас не можам да го прифатам мислењето на владата која што го има дадено по овој закон, дека тоа се коси со концептот на законот. Не се коси ништо, колеги пратеници, видете го само последниот пасос од она што владата го пишала, а тоа стои дека секој акционер во секој акционерско друштво може по сопствено барање да изврши увид во акционерската книга на друштвото и да добие увид во структурата на акционерите. И сега прашање е, ако владата тврди дека може, зошто тоа да не биде и јавно обзнанено на веб страната на депозитарот на хартии од вредност или на Државната комисија за хартии од вредност. Да бидат јавни податоците за сите акционери. И до 5% и под 5%. Ништо повеќе. Не е разбирливо зошто се одбива. Директивата на Европската комисија која што го регулира ова прашање под број 2004/109 во членот 9 став 6 анекс 3 вели дека одлуката дали ќе се објават акционерите под 5% зависи од земјата членка. Тоа значи дека ние како сами како собрание можеме да регулираме дали ќе ги објавиме акционерите под 5%. Обврска е
да бидат согласно директивите на Европската унија бидат познати сите над 5%. Меѓутоа, под 5% може Европската комисија и директивите даваат можност сами парламентите да одлучат дали ќе ги објават овие акционери. Ние сметаме, како Социјалдемократски сојуз, дека треба да се објават. И бараме со законско решение тоа да се направи. Вакво нешто беше направено во скоро време и во Република Србија. Имаше исто така големи отпори во Република Србија овие податоци да се објават, меѓутоа тамошните избраници на народот најдоа храброст, најдоа сили и донесоа законско решение да се познати акционерите кои што поседуваат удели во трговските друштва, чии што процент е под 5. И затоа, колеги пратеници, да не влегуваме во дебата во смисла на тоа треба или не треба. Треба. Дали е во интерес на потранспарентно работење на трговските друштва? Да. Дали е еден чекор мал да се спречи можноста некој функционер кој што има под 5%, а не е познат на јавноста, да влијае на работењето на тоа трговско друштво? Да. И сега не разбирам зошто владата и колегите пратеници од ВМРО ДПМН на самата расправа на Комисијата за финансирање и буџет има проблеми да ова се објави. Навистина не можам да го сватам тоа. Концептот на Законот за трговски друштва, кој што се однесува, како што вели владата, на определување на главницата за управување, пакет акции и така натаму. Тоа си стои, тоа никој не го нарушува. Под 5% не е точно дека, како што вели владата, некој не може да влијае на некој да има мнозинство во друштвото. Има разни ситуации. Можете и со 2%, ако поддржувате некој, да направите мнозинство, некој да носи одлуки на акционерското собрание. Или да именувате извршен директор на некоја компанија. И тоа е многу јасно. Ние, ако процентот 5 може би не лепи за ушите на граѓаните и сметаме дека ако некој има 30, 40, 50, тоа е битно. Во ред, меѓутоа и под 5% во одредени ситуации, и тоа како може да биде значајно, поготово па ако се работи за избрано, именувано лице, функционер, кој што интерес е таа фирма, повторно ќе кажам, да работи што повеќе, да зима што повеќе работа, да остварува екстра профит и при тоа тој да зема поголема дивиденда. Ние, ќе кажам, имаме ситуации да дел од тие акционери преку акционерските книги бидат јавно обзнанени и познати. Над 5%. Но под 5% не можеме да ги знаеме, а има можности за големо влијание. Затоа, колеги пратеници, сакам да ви упатам едно барање, бидејќи вие сте владеачко мнозинство од ВМРО, ДПМН и од ДУИ. Ако навистина сакаме и сме искрени во намерите да имаме отворена борба против сите можности за корупција и криминал во Република Македонија, тогаш дајте она што се однесува на нас, пратениците, избраните, именуваните функционери, да го направиме максимално транспарентно. Само така ќе покажеме со личен пример дека не се плашиме и немаме што да криеме. И дека не сме пратеници или функционери избрани, именувани министри, градоначалници, советници, само затоа да можеме функцијата да ја користиме за одредени привилегии, туку и да работиме во интерес на граѓаните. И тоа е основната намера и цел кога Социјалдемократскиот сојуз го предлагаше овој закон. И затоа е добро законот да помине. Јас ви уверувам дека ништо нема посебно да се случи или да се наруши во системот на трговски друштва, туку ќе можеме како еден плюс во Република Македонија да кажеме дека кога се однесува на трговските друштва, тие работат најтранспарентно и сите нивни акционери се познати и јавно ќе бидат објавени
во годишните извештаи што трговските друштва ги доставуваат, посебно оние со посебни обврски за известување до Државната комисија за хартија од вредност и до државниот депозитар. Тоа е нашата цел, тоа е идејата. Ве повикувам уште еднаш да заеднички да поддржиме овој закон и да направиме еден чекор напред во зголемување на транспарентноста во работењето на сите нас. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господин Тренов Ромео. Повелете. Благодарам.